Ова се најновите актуелности од светот. Почнуваме веднаш. Петар Порошенко денес положи заклетва во парламентот и постана петиот претседател на Украина од стекнувањето на независност во 1991 година. На инаугурацијата на Порошенко присуствуваа 56 странски делегации, а меѓу нив е и нашиот претседател Ѓорѓе Иванов. Американската делегација ја предводи подпредседателот Џозеф Бајден, кој ќе оствари средба со Порошенко и премиерот Арсени Јаценук. Стотици сирици се ослободени од затворите откако ги амнестираше председателот Башар ал-Асад. Со тоа го одбележа својот реизбор оваа недела, соопшти Сирискиот центар за човекови права со седиште во Лондон. Во соопштението се наведува дека 320 затвореници се пуштени пред 3 дена од централниот затвор во Северно Алепо, кога беше објавена неговата победа на претседателските избори. Затворениците служеа казни по обвиненија за тероризам, термин кој сириската влада го користи за сите вклучени во бунт и демонстрации. Се проценува дека во затворите во Сирија има 18.000 затвореници. Се повеќе италијанци ја напуштаат татковината, а нов приоритет на економската миграција им е Албанија, пишува италијанскиот дневен весник Il Messaggero. Според податоците на весникот добиени од албанската влада, во текот на последните 2 години околу 19.000 италијанци добиле работна дозвола, дозвола за престој или друг вид жителство во Албанија. Повеќето од нив се вработени во секторот на малите бизниси, во албанските образовни институции и во кол-центрите. Исто така, според Луиджи Мидито, представник на Италијанската трговска комора во Албанија, на другата страна од Јадранот во моментов работат 500 до 600 италијански фирми. Полицијата во Сао Пауло се судри со вработените во метрото кои штрајкуваат веќе втор ден барајки по големи плати. Речиси половина од метростаниците се затворени, а улиците се блокирани, што предизвика хаос во сообраќајот во најголемиот бразилски град, кој ќе биде домаќин на отварањето на светското фудбалско првенство во четврток. Полицијата употреби солзавеци и пендраци против штрајкувачите пред станицата Ана Роса во центарот на Сао Пауло. Централната разузнавачка агенција на Соединетите Американски држави отвори профили на Facebook и Twitter. Првата објава на Twitter гласеше во нивен препознатлив стил: "Не можеме ниту да потврдиме, ниту да одречеме дека ова е нашиот прв твит." За само 2 часа од отворањето на профилот, Ција имаше околу 90.000 ретвитови и над 115.000 следбеници. Ција на социјалните мрежи ќе објавува огласи за работа, фотографии и податоци од книгата со факти, како и рефлексии врз историјата на разузнавањето. Директорот на ЦИА, Џон Бренан, потврди дека новите профили на Твитер и Фейсбук имаат за цел да и помогнат на агенцијата подиректно да се вклучи во јавноста и да пружи информации за мисијата на ЦИА. Го гледавте денешното издание на Flash International. За кратко почнуваат регионалните вести.